Депонијата Дрисла со години согорувала медицински отпад со печка која не ги запазувала потребните еколошки стандарди. Незиното несовесно работење најмногу се одразило врз околното население, кое се жали на бројни заболувања како резултат на загадувањето. Но овие денови медицинскиот отпад стои складиран во контейнери. Печката престана со работа на 1 јануари, откако депонијата се најде во фокусот на јавноста по вонредниот инспекциски надзор. Мерењата на воздухот покажале надминување на просечните концентрации на јаглерод моноксид, сулфур двооксид и прашина. Државниот инспекторат за животна средина ја казни депонијата со 8.500 евра. Од депонијата Дрисла тврдат дека работат согласно сите законски прописи во Македонија, но признаваат дека печката не ги запазува европските стандарди. Казната се однесува за инсенераторот кој е стара технологија доделена како донација во 2001 година и која не е согласно европските директиви, но работи со дозвола од страна на Министерството за животна средина на Република Македонија и секако мора да се замени со нова технологија, односно нов инсенератор, а кој е во фаза на набавка и се очекува во текот на јули 2018 да биде пуштен во употреба. Затоа е изречена минимална казна од 8.500 евра, а инаку за неправилно работење казната е многу поголема и резултира со затворање на инсенераторот, соопштуваат од Дрисла. Селото Батинци се наоѓа на неколку стотина метри оддалеченост од депонијата Дрисла. Неговите жители се жалат дека постојано ги чувствуваат последиците од загадувањето, пред се по нивното здравје. Од Дрисла ги негираат обвинувањата и велат дека депонијата не загадува. Околните жители се спротивставуваат на тврдењата на Дрисла. Доказ за тоа според нив се повеќето случаи на заболени лица. Па да ви кажам, многу лошо, пошто луѓето, како што повеќе комуницирам со луѓето, повише се жалат. Едни викат имат проблеми со дишење, други имат проблеми со некои други заболувања. Имаме информација дека у задната година преку 20 луѓе има заболени од карцином тука само. Како што вика дека тоа е све одраз на депонија Дрисла. У вечерните часови, кога е магла, кога е такви работи, нема шанси да излезеш надвор. Децата ги носиме малце по настрана зимно време, на попова шапка, идеме на други места, колку толку малце да фата свеж воздух. Не сум само јас во Батинци, во последно време имаме зголем број на оболени од канцер, кој на плуќа, кој на простата, кој на штитна жлезда. Особено во летниот период, кога не се покрива навреме депонијата, не ја покриваат со одреден слој на земја, се осеќа голема реја и смрдеја и воздухот е доста тешок за дишење. Едноставно не можеме да излеземе во бавча или на тераса. Приморани сме да ги затвараме прозорците во текот на ноќта. Според нив, освен нивното здравје, негативно влијание се забележува и врз животната средина. Не сме задоволни со филтрите кои што ги ставија за отпадните води што излегуваат од депонијата, го уништуваат животинскиот свет во реката. Ако продолжат вака, најверојатно животинскиот свет целосно ќе изумре за некое време. Јас сум тука 20 години како сум населен. Маркова до пред 10 години беше чиста. Веќе на крај на мај, кога ќе испуштат отпадната вода, рибите, од што е толку загадена, излегуваат, чисто се фрлаат од вода на копно и умираат. Овошките одеднаш само ќе се осушат. И советникот во општината на владеачката ССМ, Нусрет Пашалич, вели дека се чувствуваат последиците од загадувањето. Па нормално, овдека во ова село во последно време, значи сите што умираат од канцерогенни заболувања и имаат многу проблеми луѓето со дишни канали, со плуќа и со тие загадувања. Од Институтот за јавно здравје немаат информации за здравствениот статус на населението од Дрисла.
Здравствениот сектор за сега не правел такви истражувања, бидејќи ние сме фокусирани на големата слика на загадувањето во Скопје. Дрисла не е доминантен загадувач на градот Скопје, а имајќи во предвид прилично лимитирани технички и хумани капацитети на институциите кои што го следат влијанието, фокусот беше да се види влијанието на главните загадувачи. Печката е била донирана на Дрисла од страна на британските власти. Кога била ставена во функција, важеле поинакви закони, но неколку години подосна во 2005 година со усогласување на нашето законодавство со тоа на Европската Унија, Дрисла имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областа на согорување на отпадот. Предпријатието дури во 2011 година, според документите до кои дојдовме, до Министерството за животна средина доставило известување за намера за изградба на нова постојка. За таа цел била нарачена и студија за влијанието на проектот врз животната средина, во која е наведено дека не е можна адаптација на постоечката печка, бидејќи не ги исполнувала законските барања. Новата постојка според студијата би ги задоволила строгите еколошки параметри за емисија на гасови и на тендер за таа цел била избрана и фирма која доставила најповолна понуда. Согласност издало и Министерството за животна средина. Тоа го потврди и од град Скопје, а за набавката постоела именица од 700.000 евра, но никогаш не била реализирана од непознати причини. На прашањето зошто досега не била набавена нова печка, од Дрисла не добивме одговор. За нереализираните планови говорат само подигнатите ѕидови каде би требало се наоѓа новата печка. Министерството за животна средина, иако било запознаено за недостатоците на печката и покрај тоа што Дрисла не набавила нова, во 2013 година на депонијата и издало интегрирана еколошка дозвола. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, или Дрисла, не е исполнил ниту една од мерките. Они имаат обврска секоја година да извршат мониторинг до каде и како е спроведувањето на тие мерки за намалување на загадувањето, но очигледно до сега е направен некаков пропуст и операторот до сега не исполнил ниту една од мерките. А интегрирана еколошка дозвола, според законот, се заснова на примена на најдобри достапни техники. Според Бојаровска може да се увиди на терен дека Дрисла воопшто не ги исполнила барањата од еколошката дозвола и дека ја искористува својата положба, оти медицинскиот отпад мора веднаш да се согорува. И на некој начин ја искористуваат нивната положба, имајќи предвид што и како работат, и едноставно нема од нивна страна совест или било какво исполнување на тие мерки. И од град Скопје и од Министерството за животна средина признаваа дека Дрисла придонесува кон загадување на воздухот, но и дека без депонијата не се може и не е препорачливо медицинскиот отпад да се складира. Недостатокот на водени филтри со кои се загрозувала животната средина не ја спречувала Дрисла да ја користи печката. Секоја година количината на медицински отпад кој се согорувал се зголемувала, особено во последните 3 години. Се претпоставува дека на територијата на Македонија има околу 2,5 милиони тони медицински отпад на годишно ниво, а капацитетот на печката на Дрисла е 250 килограми на час. Според податоците до кои дојдовме, доколку од годината се одземат празниците и викендите кои вообичаено се неработни, излегува дека во 2015 година се согорувал отпад по околу 12 часа дневно, наредната година по 16 часа, а минатата 2017 година по 17 часа на ден. Од Институтот за јавно здравје посочуваат дека апсолутно сите депонии представуваат ризик по здравјето на луѓето, вклучително и Дрисла која не ги задоволува сите параметри за справување со отпад. Значи, апсолутно сум за тоа дека депониите представуваат сериозен извор на загадување, меѓутоа не само на воздухот, него без малку на сите медиуми на животната средина. Од Дрисла тврда дека на местото на депонијата се дише многу поквалитетен воздух отколку во градот Скопје и за тоа доказ е мерната станица поставена од финки. Препораките се печката во деновите кога загадувањето во Скопје е над дозволените граници да работи ограничено, а не се работи за тоа дека инсенераторот секојдневно во текот на годината работел повеќе од дозволеното, наведуваат од предпријатието. Депонијата Дрисла и инсенераторот работат во текот на целата година и кога нема загадување во градот Скопје, а од почетокот на оваа година воопшто и не се согорува отпад во инсенераторот, а загадувањето во градот во овој период е на највисоко ниво, што значи дека Дрисла и инсенераторот не се причинители за загадувањето на градот.
Од основното јавно обвинителство под опрен глас отворија предмет за работењето на депонијата за кривично дело загадување на животната средина и природата. Проблемите за Дрисла не завршуваат тука. Освен можното обвинение, актуелниот концесионер на депонијата води уште една битка пред Вишиот управен суд. Правото на концесија на ФЛЦ Амбиенто од Италија се оспорува од добивањето на тендерот во 2013 година. Управниот суд во последната пресуда наведува дека компанијата немала никакво искуство и била формирана 2 дена пред продолжениот рок за истек на тендерот. Конзорциумскиот партнер Униеко, која формирал фирмата, всушност се занимавал со градежништво и производство на цигли и го немал ни потребниот обрт на пари. Но ако во минатото град Скопје и покрај одлуките на управниот суд повторно им ја доделуваше концесијата, овој пат новите локални власти имаат поинаков план. Управниот суд според пресудата ја уважи тужбата на германската компанија Шолц и го задолжува градоначалникот на град Скопје да го потпише договорот за заедничко вложување во јавното претпријатие. Град Скопје поседува 20% од депонијата. Од Дрисла вела дека очекуваат одлуката на управниот суд да биде поништена, бидејќи не е донесена согласно законите. Но новата локална власт не име наклонета ниту на италијанците, ниту е на страната на германците кои ги исполнуваат условите за концесија. Оттаму велат сакаат распишување на нов тендер бидејќи критериумите во првичниот се застарени, а сега имало нови методи за справување со отпад. Веќе разговарале со 20 на потенцијални инвеститори и апелираа одлуката Вишиот управен суд да ја донесе во најкосможен рок, бидејќи тоа би било во корист пред се на граѓаните. Бизнисот со отпадот посочуваат вреди доста пари, а тоа го покажуваат бројките на досегашната заработка на Дрисла. Профитот на Дрисла секоја година се зголемува. Најголем профит од речиси милиони евра од согорувањето на медицински отпад предпријатието остварило во минатата година. Но во пари не се мери здравието на жителите на Батинци, на кои како што порачуваат не им е важно кој ќе ја менаџира Дрисла, туку дали депонијата и натаму ќе загадува.